Кузман Шапкарев. Кузман Шапкарев има, вероятно, човек, който най-много е направил за популяризиране на термин от македонски българи. И той, що и госпожа Шапкарева го държеше, беше така наречената голема българска читанка или втората част на български буквар на наречие по-вразумително за македонските българи. Вече в 1868 година той издава читанка, посебна читанка, кое во наречие по-разбирливо за македонските българи. Но забележи, наредил един македонец. Значи, той не се плаши себе да нарече македонец в този момент и да користи термин от македонски българи, той да го обяви в печатницата Македония в Цариград. И забележи, до тук, практично до 1868 година, ни една от тия сборници, читанки, не е обявена, Гоше, на територията на кнежеството и по-дъс на царство Бугария. И това е точно така Георги Станев, абсолютно пред да се създаде екзархия 1871 година, го обява. И сега той образложва, що значи това е по-вразумително за македонските българи наречие, и там образложва исто така, кой е един македонец, нали, и како той защо го создава. В наречието, което нарекох по-вразумително за македонските българи, се трудих да бъда колкото ми би възможно по-вразумителен, разбирлив, на съотечественичинята ми, но немащи намерения да се отдалечат съвсем от възточно българското и да мислят за особено македонско наречие, како што некои от нашите восточни братя съвсем напразно се боят, защото такова нещо би било гибелно за нашият язик. Желаех още до старобългарското, относно до църковно-словенският или старобългарският язик, колко ке ми е допущено да се приближит, кое що требит всекога да го имаме за стежер и за средоточие и към него да се отправяме, за да си обработиме полека денешния ни язик. Така. Сега Шапкарев обявува во истиот тој контекст, Гоше, втора читанка, која тој ја нарекува първоначални познания за малечките дечиња, или јас накратко ја велам ППМД, на наречие повразумително за македонските българи, наредил един македонец, се издават от Андрея Атанасова Ресенца, Цариград, во истата печатница Македония, во истата година, втора читанка. И сега малко сакам да попрочитаме што пише от там и како функционира тој светоглед на Кузман, кој е, како што кажавме, Кузман е идентитет. Како функционира? Пак кажу, прво тој е еден македонец, себе се идентификува, и второ, јас не сакам да иритирам некого, веројатно ќе има луѓе кои ќе се иритират од тоа што го читат, просто ние сакаме да видиме какви се изворите и како тие интерпретират во тој момент, во светогледот на Кузман Шапкарев, како функционират тие работи. И ќе видите дека неговата верзија на бугарскиот јазик е малце поразлична од таа што денес ние ја користиме. И таа е создадена во формат на прашање и на одговори. И тој поставува прашање и нуди одговор за малечките дечиња, за тоа каков е светот во кој живеат. Тоа е практично темелот, фундаментот на преродбата или на просвещението, на образованието, во кој практично населението транзицира, влегува од средните векови, од предмодерниот период во модерниот период. И тој поставува наредното прашање: што се велит народ? И одговорот кој нуди од едно племе луѓе, кои што говорят един јазик, живеят задружно и са навикнали на еднакви обичаи, се велят народ. Местото каде што живеят един народ е негово отечество. Така
ние, българите, сме еден народ, а нашето отечество се велит България. Прашание. Ние, българите, какви сме по образованост? Одговор. Българите, како и повеќето народи в европейска Турција, сме полуобразовани. И до ден днешен май тоа IQ си важи. Но имат меѓу нас многу варвари българи, што си изхвърлят майчини си јазик и си служат с чужд, гръцки и прочие или друг. Прашање, како се велит местово каде што живееме? Одговор. Местово каде што живееме ние се викат Македонија. Ајде кажи ми дека Македонија нема. Вечна е една. Прашање, од каква народност се жителите в Македонија? Одговор. Освен турците, сите прибери жители в Македонија се чисти българи. Но имат и доста погърчени и друзи, полупогърчени, кои што си отричат своята народност. Значи, очигледно дека тая социална конструкција за македонски бугари не е присутна кај сите словени. Барем, тој сам си го документира тој. Нали? Имат и мало власи, разпръснати по некои в градиштата или во некои села. Само в Македонија ли имат българи? Праша. Одговор. Българи населяват цела Тракија и вси собствених наречин българи. Българи имат още във Влашко, Богданско. Богданство, това е Молдова, бидейки на името на Богдан, там основач. Бесарабия, то е Трансилвания, Унгария. Бесарабия, то е Украина денешна, най-голем дел. Трансилвания, то е банатските бугари и по други места. Айде да одиме сега да видим како светогледот функционира. Сега, тој поставил прашање. Каква е сега Македонија? И одговорот кој го нуди на декчињата е сега Македонија е област на Османската држава. Прашање. А каква била некогаш? И сега тука е историјата на Шапкарев. И еве сега ќе почитуваме и античката историја. На старо време, пред раѓањето на Христа, Македонија била силно царство кое под Александра Великаго, македонски, завладело цели и тогашни свет. Значи, малци има и античка жичка. А после, на времето от кога придошли волшките българи и се заселили в Мизия, Македонија съставлявала югозападната част на силната самостоятелна българска држава, која близо пред 500 години заради несъгласията и нелюбовта на прадедите ни се подчинила под властта на османските султани. Прашање. Прикажи ми нещо за българската повестница. Повестница, той го обяснува во заграда история. След Симеоновото царување. Значи, тоа е во крајот на првата българска држава. Одговор. По смъртта на цар Симеонов се възцарил син му Петър, кой не знаел да въртит и да управят добре великата българска държава, та от това България паднала в ръцете на руският княз Светослава, а по мало време после поминала под властта на византийският император Йоанна Цимисхия. След Цимисхиевата смърт България се освободила чрез Самуила, но по мало време пак се подчинила под гърците. Значи очигледно е за него каков цар е Самуил, бидейки България се освободила от Самуила, преко Самуила. А след многогодишно, и подацна, сега прашание, прикажи ми късо историята на българите, откако се подчинили под властта на османските султани до денеска. Значи, како изгледува тая история от пагането на българската държава. Одговор. На българите, откако се подчиниха под турската власт, друго нищо не им останало, освен българската иерархия в лицето на Охридската архиепископия. Ова независна Охридска архиепископия, установена от управда Юстиниана Великаго на 6 век, потвърдена от 5 Вселенски събор и така натам.
но това не им се допагал на гръцките патриции. Но понеже гръцкото духовенство никак не му давало ръка да имат български патриарх, затова почнало да гонит българите и духовенството им непрестанно, как що до денеска, са клевети при турското правителство, дори най-после сполучило, та на 1767 година, сиреч пред 101 година, усвоила българската иерархия, односно Охридска архиепископия, и заменила при високата порта българското име с гръцкото Урум Милиети. И сега последният елемент от Шапкариевата читанка, прашанието, що се вели за татковината идентитетот? Що се вели отечество и кое е наше отечество? Отговор. Местото, кадещо се раждат и се охранвит некои, се велит негово отечество или татковина. И така наше отечество е Македонска България. Еве ви таква версия. Какви главни добрини чека човек в своето отечество? Отговор. В своето отечество човек чекат овие главни добрини. Той в него бъдавит безбеден, спор от безбеден, дето веля дека сръбски бил спор, безбеден, за живота и за иманието си. Может у него да се просветит спроти силите си, да си отберит едно художество сгодно за себе. То е како изкуство или занает или вещира, за да си изваждат с него потребните за живота му, да добият чест и достоинство и да живеят благополучно. Имат ли такви лудие, що се отричат от народността си? Еве какви прашания поставува овој Шапкарев на Дечињето. Отговор. Имат много. А най-повеќе в наши македонски българи, що си оставят своя българска народност да се чинат гърци или друго нещо. Ето и до ден днешен го има. Таквите луги са имат от светът за предатели и нечестни. Сега, аз сакам да се оградам, всеки човек има право на самоизяснуване. Ovo е став единствено на Кузман Шапкарев. Пак друзи имат кои, и ако не се гърчат съвсем, ама барем се просвещават с гръцки язик, мислещи оти се друг язик, не може човек да се просветит, освен с гръцки, без да усетят колко време си губят на това, с колко мъки едва и нещичко научават, и без да помислят как денеска всите народи се учат на своят язик, такиви человеци, макар и да са нещо просветени, но се нахождат в голяма измама и грешка. Що трябва да чини? Всекой разумен човек трябва да се чуват верата, да си вардит, да си чуват пак народността и да си учит книга първо на своят язик, а после, ако имат време, нека учит и друзи язици. Той е Кузман Шапкарев читанката. Нека ще имаме някакви коментари. Само един коментар. Голяма работа е Кузман Шапкарев и разбирам защо Кузман е идентитет. Разбирам защо. Значи само сакам да кажем две неща. Първо, дека во суштина целата читанка я има онлайн и на крајот на ова презентација, кој Гоши предпоставам ми е ставил во дескрипцијата, во описанието на видеото и исто во диалогот, во прашањата во лайв чата. Ја има, таму имам, и на последниот слайд кога отидете, таму ќе видите практично сите извори, целият документ кој го има, да можете да си го прочитате, бидејќи овде немаме време да читаме сите, но имаме поинтересни нешта кои се. И еве, јас кажам, ако македонските историчари тврдат дека тоа не е тоа,
дека се разбирам дека сето тоа може и треба да се интерпретира во зависност од контекст и сето тоа. Ама ако тоа не е тоа како извор и таа информација не е напишана така како што е напишана, еве да повелят да дојдат да не демантират. Јас претпоставувам, Гоше, не знам ти што мислиш и Атанас, вие коридорот 8 секогаш е отворен за луѓе кои сакаат да демантират дека тоа не биле оригинални документи или дека тоа биле измислени во куќата на Тодорче Живков, во Вила Појана или Бог знае каде уште. Да ги донесат оригиналните. Да, добро, тоа веќе тежината на доказ е кај нив, бидејќи тие треба да докажат дека тоа не е оригинален. А ние го имаме ставено, тоа го имаме во интернет, во онлайн, тоа не е некаква тајна, јавна тајна. Сега да одиме уште неколку, Гоше, ако немаш ништо против, за Кузман Шапкарев, како тој документира македонските бугари и сега тоа што е битно многу, бидејќи во 1880 година тој во весникот Марица објавува една колумна во која практично раскажува за тежината која по формирањето на бугарската држава на запад, северо, како се води, северо-запад, од североисток, извини, од Македонија, практично започнал еден процес за преселение на македонските бугари и нивната тешка судбина која настапува во резултат на тоа дека српски, руски активности стануваат многу по-мокни на територијата на географска Македонија. И тоа е добро документирано, ќе го видиме и кај Иван Хаджи Николов, и кај Петар Попарсов, а и делумно кај Андон Димитров, тројца од основачите на ВМРО. Практично 50%, полата од сите шестмина основачи на ВМРО го документираат тој процес. И дека тој процес фактично е бил еден од мотивите за формирање на ВМРО како организација. Да, он пишува следното: за потврждение на истинността за македонските българи, че теглят днес, веќе не е денес, а е днес, најтешки мъки, по-тешки од секој пат, служи и многочисленото преселение техно в Румъния, Сърбия и Южна България. Тоа е Источна Румелија. Практично, бидејќи во 1880 година Южна Българија или Источна Румелија се уште е автономно кнежество. Тоа фактички тој статут го зачува до 1907, но е не само фактички, а и правно и фактички е автономно. По соединувањето, спојувањето, само правно го зачува статутот до 1907, но станува дел од кнежество Бугарија. Во тој момент Южна Българија е кнежество Источна Румелија во суштина. А најповеќе в българското кнежество. Тоа е оригиналното кнежество кое се создава 1978 година. Од месец февруарија насам, като почнале да текнат, ден не минува без да преминат през граница стотини души без семейства или с семействата си. Само в 2 дни от 18 и 20 миналого месеца с нас и по нас минаха през Кюстендил около 500 души, мъже с 15, 20 фамилии и така нататък. И след това пишува така: защото в един сгоден случай всичките бежанци македонски ще се струпат ненадейно в отечеството си въоръжени, колкото и да им забраняват правителствата в земите, на които те живеят, че ето ти пак на зелена маса източния въпрос, укървавен и омазан в кръвта на невинните жертви, сплетен и затруднен с всичките неудобства на човеко мразни свирепства. Пловдив 7 април 1980 година. Кузман Шапкарев избегал македонски и българи. Ясно веќе тој сам се именува. Сега, вие не можете ми кажете дека тоа го прави за пензија, за возачка дозвола или за, како што беше таму, за бугарски пасош, за да може да вози камион во Европска унија. Само секунда, извини. Гоше, Таре, повели. Извини, Иване, што те прекинувам. Сега, уште еднаш ќе замолам јас во коментарите. Ако не ви е проблем... Сега малце да прочитаме во ова статија, практично тоа е студија, која Шапкарев ја објавува како одговор на Петко Драганов и каде тој прави една критика во однос на истражувањето на Петар Драганов, дека има некаков посебен словенски јазик, различен од бугарскиот. И
ние прочитахме няколко елементи от него, но още няколко елементи, во кои той коментира, например, водност на идентитетот на турбешите. И вака еве што пишува. Ние знаем твърде добре турбешите, които не са никакви арнаути и не ни капка арнаутска кръв тече у жилите им, защото нищо арнаутско от тех не съществува. Сега това е малце примордиално интерпретиране за идентитетот, но примордиализмът на краят на денот е доминантна теория во тој период. Така и Кузман Шапкарев не може да се отдели от това разбиране за идентитетот, от тех не съществува, а езикът им е чист македоно-български. Веќе той се отнесува не само за идентитетот, за постоянето на македонски бугари, како такви, но и за нивниот јазик, кој той го нарекол македоно-български. Всеки истинолюбец може да се озари в думите ни, щом като малко сношение земе с когото и да е от них. Те се намират по целия Балкански полуостров, като халваджи и бузаджи, подобно на наричаните горани во Косово. Или македонски словени, како некои ги нарекуват сега во Косово, които се поселени в 13 села на планината Коритник. А с какви доводи и доказателства господина Драганова ще ни убеди в противното? Друго едно племе в Призренско е чисто албанско, то се наричат люмани, вместо което господин е взел, види се, турбешите. Но откъде господин Драганов се научил, че турбешите били арнаути славофони? Ако подобно нещо би да се допусне за арнаути славяногласни, тогава защо да не се допусне същото за всичките в Балканския полуостров мухамедани славяни? Защо, например, да не назовем бошняците мухамедани със същото название? Арнаути славяногласно. Или българските помаци турци българогласни. А защо най-после да се сърдим на гърците и да ги укоряваме, че те назовават нас, македонските българи? Ви го македонските българи. Подобно едно неестествено и несъществуваемо название българогласни гърци или волгарофоной елинес. Така. Одиме натам. И тук продължва той с неговата критика и казва: ето с какви дейци братята сърби се надяват да посърбят македонските българи. Ето какви личности господин Драганов удостоява с причислението им в броя на подвижниците за народните съдбини. Състрадаваме го, би трябвало да бъде. И по-дълсно той сбор на страна 320, кола 2, българите в Македония, особено от Барсячкото наречено племе и така нататък. То ще веднъж покажа дека той прави връзката на македонски бугари и бугари в Македония, то е абсолютно истото. Ето и прословутата странна, но интересна новост на господин Драганова, съобщена нему от Аки Царов. Блазе на нашите етнографи, още повече на македонските българи с етнографии като предметната, ако всякога етнографите ни се облагат на сведения, каквито е гореописаната странна новост. Значи, очигледно дека има голем спор помежду него и Драганов. И накрая той казва следното. Според изчислението на господина Рихте, цитира един от изворите, българите в Македония имат подавляющие болшинство. Ето вкратце общите резултати на това изчисление. И той дава българи 1 124 288, мухамеданци 360 000, арнаути, коцовласи, сърби, евреи вкупно 422 357, гърци 59 104. Ово е во географска Македония, во Битолския, во Солунскиот и во Скопскиот или Косовскиот вилајет. Сега, да бидеме искрени, во тој период во којто објавува тие резултати, значи една година 87 до 91 година завършва първиот или последниот попис на 19 век и първиот попис, во кој веќе имаме по-детайлно информация за различните групи, нации, народности, раси, како некој би ги нарекал во тој момент. И таму пописните резултати се поразлични. Таму се излегува дека бугарите се 750 000 и дека нивниот број се намалува во наредниот и последен попис во Османлинската империја во Европска
Турция от 750 на 650. Очигледно помежду 1 124 288 и 750 хиляди цирка, приблизно, имаме разлика от 350 хиляди. Сега, очигледно е, че са тия 350 хиляди. Турските извори, конкретно и професорката Юсманова, koja беше гостинка в подкаст, и професорът Картал, кажат ясно дека вероятно податоците от османлийскиот попис не се сосема точно, османлиците немали особено голем интерес да покажат данните и най-веќе зашто во тие податоци кои тие ги покажувале се гледало дека бројот на османлийското и делот на муслиманското население према општо вкупниот дел на населението се намалува во целиот тој период на 19 и почетокот на 20 век. Тоа е факт. И тоа е една од причините. Втората причина, јасно е дека и за тоа што Шапкарев го зборува, има една голема, прилично голема маса. Дали се 350, дали се помалку, колку точно, кои немат задолжително некаков изграден, нивен посебен македоно-български или български идентитет и дека веројатно кај нив поголема припадност може би има кон географска Македонија, ако са под влиянието на грчката патриаршија, учат на грчки јазик, веројатно кај некој во една или во друга мера има и формирано и грчка самосвест или некаква друга посебна македонска самосвест. Не сакам да коментирам, но во на крајот на денот тоа го нема документирано доволно јасно и поголема степен е предмет на шпекулации, но е јасно дека македонските бугари ги имат, тие постојат и независно дали се 750 или 1.124.000, нивното значајно присуство на овие простори е добро документирано према оригиналните извори, кои доаѓаат и од османлийскиот период и од османлийските податоци, ги има и на други места.